За добра ноќ, скопјани се надишаа смог, чат и магла, а се разбудија во еден од најзагадените градови во светот. Според листата на IQR, која секојдневно го прави рангирањето на најзагадени градови во светот, метрополата е меѓу 10 најзагадени градови. Во текот на денот, Скопје дури се искачи на второто место. Еколозите алармираат дека во текот на наредните денови загадувањето ќе биде уште поголемо и сега ни останува само да чекаме да дувне ветар за да го исчисти воздухот. И ќе биде вака се додека државата не направи инвестиции за да се намали аерозагадувањето. Значи се додека трае оваа прогноза без ветер, ние ќе ги имаме овие алармантни вредности на загадување, прагот на алармирање ќе се надмине, значи утре ќе стапнеме во фаза на праг на алармирање, бидејќи вредностите ќе бидат над 200. Над 150, значи е според законот, меѓутоа вредностите веќе се над 200. За PM10 честички. Зборуваме за просечните вредности во тек на цел ден, што значи тоа е страшно. Да имате вие просек од 24 часа над 200 е ужасно. Мерните станици покажуваат дека во вечерните часови просекот на концентрација на PM10 частичките бил 225 микрограми на метар кубен, додека во делови од центарот на Скопје тие бројки достигнале вредности околу 400 микрограми. Според апликацијата Мој воздух, на одредени локации во Скопје достигна и до 266 и 276 PM10 частички на метар кубен во текот на денот. Меѓу најзагадените градови во државава се и Кичево, Кавадарци и Струмица, каде вчера и завчера беше надминато законско дозволеното ниво на 150 микрограми на метар кубен PM10 честички во воздухот. Чакулев реагира дека владата не реализирала ништо стратешката програма од 2019 година за справување со овој проблем. Посето што треба да се направи, значи тоа се инвестиции. Инвестиции за намалување на изворите на аерозагадување, главно тука во зимскиот период. Тука се начинот на грејење, зборуваме за сите јавни објекти, домакинства заедно, потоа индустријата е тука и сообраќајот. Значи тие се главните фактори. И потребни се само инвестиции за да дојдеме до некое ниво кое е прифатливо. Значи без вложување на средства не може да се реши овој проблем. И како што кажа, вие веќе 3 години владата дигнала раце од овој проблем. Поради опасноста од загадениот воздух, Министерството за животна средина одлучи на сила да стапат мерки и препораки за Скопје, Кавадарци и Струмица. Согласно мерките, бремените жени, постарите од 60 години, лицата со хронична астма, лицата кои прележале миокарден инфаркт или мозочен удар, да не одат на работа. Оние пак кои работат на отворено да се активни само од 11 до 17 часот и да не се организираат спортски надпревари или други културни манифестации на отворено. Владата пак треба да ги задолжи државните институции и јавните претпријатија да ја намалат до 50% употребата на службените возила.